Шефот на државата го изразува државното единство и е представник на земјата на меѓународната политичка сцена. Се избира на општи избори со тајно гласање, а неговиот мандат трае 5 години. Председателот на државата е тој кој го определува мандаторот на владата, поставува и отповикува амбасадори и пратеници во странство. Тој исклучува меѓународни договори, доделува признанија и дава помилувања. Во негова надлежност е и да предложи по двајца суди на Уставниот суд и Судскиот совет. Негов предлог е и гувернерот на Народната банка. Указот за прогласување на законите го потпишуваат тој и председателот на собранието. Шефот на државата учествува и во работата на законодавниот дом, но нема право на одлучување. Во случај на спреченост го заменува првиот човек на парламентот. Покрај ова, тој е врховен командант на вооружените сили, го повикува и разрешува началникот на генералштабот на Арама и останатите генерали во армијата. Според уставот, председателот се бира во последните 60 дена од мандатот на претходниот председател. Изборната кампања на кандидатите трае 20 дена и завршува со почетокот на предизборниот молк. Доколку во првиот круг ниту еден кандидат не го добија потребното мнозинство гласови, во вториот круг се гласаат двајцата кандидати кои претходно добиле најмногу гласови. Вториот круг на гласањето е 14 дена по завршувањето на првиот круг. Победник е оној кандидат кој ќе добие мнозинство гласови од избирачите кои гласале, но под услов на гласањето да имаат излезено најмалку 40% од запишаните избирачи. Тоа е потребниот цензус. Во случај да нема доволно гласачи на изборите, постојат две опции. Првата е председателот да се избере без потребно мнозинство, а втората да биде избран од собранието. Но за ова се потребни уставни измени.